Насловот на оваа тема ми гласи кој цар си ти, меѓутоа веројатно нема ни да стигнеме до таму за да сватите зашто насловот е така. Ќе биде веројатно во два дела. Кој цар си ти? Ќе имаме прилика да разгледаме три цара од Стариот Завет, па во контекст на, значи не е ова класична здравствена тема, меѓутоа ќе ја сватите поентата. Ќе стигнеме и до царевите, ако успееме да стигнеме, барем до првиот оваа вечер. Кога зборуваме за стихови, како да речеме, еве стиховите од прво послание до Коринќаните 3, 16 и 17, ги читаме, ги изговараме лесно и така натаму, меѓутоа, можеме ли всушност да го сватиме поимот, односно тоа значењето на тоа да Светиот Дух живее во нас? Длабока мисла. Дали можеме да сватиме што значи тоа Бог да живее во нас всушност, Светиот Дух, да пребива во нас, да живее? Еве ги стиховите, значи 1 Коринќаните 3, 16 и 17. Не знаете ли дека сте Божји храм и дека Божјиот Дух живее во вас? Ако некој го разруши Божјиот храм, слушайте, 17 стих е многу силен. Значи, Господ преку Павле вели, зарем не знаете, прашање постава, дека сте Божји храм и дека Божјиот Дух живее во вас? Ако некој го разруши Божјиот храм, Бог ќе го разруши него. Зашто Божиот храм е свет, а тоа сте вие. Значи, во контекст на оние здравствени предавања што ги држиме. Ние сме Божи храм. Барем треба да бидеме, за да може Божиот Дух да живее во нас. Бог секојаш во Божиот храм, тука му е најубаво. Значи. И вели, ако некој го разруши Божиот храм, а можеме сега да изборувавме како се можеме да го разрушиме Божиот храм, таму ако се чита во грчкиот, всушност значи да постепено рушење, значи да речеме, ајде еве, камен по камен или така натаму. Бог вели ќе го разруши него, зашто Божиот храм е свет. Че ова е страшно звучи. Ако некој го разруши Божиот храм, значи ако некој делува деструктивно на самиот себе, на своето тело, на своето здравје, Бог ќе го разруши него. Имаме ветување во Стариот Завет, прекрасно ветување во Броеви, мислам дека беше 15, 26, така нешто, ми стои во сеќавање, дека ако го слушаме Божиот глас и неговите совети, неговите заповеди, тогаш вика Господ нема да пушти ни една болест, што ги пушта нели на египетците, да кажеме незнабожците. А овде вели, ако вие делувате, значи, деструктивно на вашето тело и покрај тоа што нели еве знаеме, се изначитавме, се изнагледавме совети, значи и од Духот на пророштво, и од самата Библија, и од стручни лица, тогаш Господ не останува ништо друго, освен да тој е тој што ќе ве разруши вас. Значи не може да очекуваме благослов, не може да очекуваме здравје и така натаму, заштита негова, затоа што, знаете, луѓето денеска се фаќаат за разни суеверија, крст ќе обеси таму на врат или во колата или некоја иконка ќе стави, не знам што, ќе се прекрсти, не знам што, или ќе панагија ќе подигне од црква, ако знаете што е тоа, ако некојаш сте имале прилика во претходниот живот, ако сте од неверно семејство дојдени, демек за здравје. И сега, ако ќе ја изедеш, панагијата, тоа е лепче, нели, сомунче некоје, со вака сечено триаголниче, па винце стаено, па не знам, отчатено тамо од попот и ќе го изедете, тоа баш како лепчето што е за света причест, до последна трошка, значи да не остане ништо, нека, и вие ќе бидете здрав. Ништо не ве фаќа. Кои глупости, значи, ама ете, за жал. Стиховите велат дека ние сме Божји храм, Светиот Дух треба, Бог треба да живее во нас.
И ако го рушиме Божиот храм, нема заштита од Господа. Господ ги дал тие принципи. Сеќавате на некои цитати што ги читавме, кај што вели дека тоа се функционира на според точно определени закони. Закон е закон. Значи, ако ти користиш алкохол или не знам, нешто друго штетно, не можеш да очекуваш ти джигерот да ти е здрав или да имаш добро здраве и така натаму. Или здрава свест и разум да имаш. Тоа важи не само за еден човек, за сите. Зашто тоа е закон. Тоа се непроменливи закони. И не може да очекувате Бог да имате од Бога заштита, да бидете здрави и така натаму. Кога ги читаме овие работи, многу други во Библијата, значи, не треба да читаме само онака површински, значи, точно е, површинско значење има некој стих, меѓутоа, многу треба да се потрудиме да и подлабокото, оно скриено значење да го пронајдеме, за тоа треба време, за тоа треба малку повеќе копање. И пред се време, за кое што време, често и го немаме, затоа што сме презафатени со еден куп други работи. Значи, внимателно проучување на Светото писмо, под водство на Духот Свети, за да дојдеме до некое подлабоко значење на стиховите. Послушайте ги сега следниве стихови од 2 Коринќаните, 6 глава, значи второ послание до Коринќаните, 6 глава од 14 до 16. Овде Павле како да сака да ни даде едно предупредување, како постепено можеме да отидеме далеко. Пак е со храмот. Не впрегнувајте се во нееднаков јарем со неверниците. Зошто што има правдата заедничко со беззаконието? Или какво заедништво има светлината со темнината? Во што се сложува Христос со Велијал, со ѓаволот? Или каков дел има верникот со неверникот? Или како се сложува Божиот храм со идолите? Во Божиот храм треба што кој да живее, да пребива Божиот дух. Како се сложува Божиот храм со идолите? Знаете, имало ситуации порано разноразни цареви, затоа ќе опфатиме 3 цара, да видите што правеле со храмот, значи нивниот однос кон Божиот храм како творевина, меѓутоа во паралела ќе го земеме нашиот однос кон овој храм, Божи храм, кон нашето тело. Тоа всушност ќе биде проучувањето. Затоа носи наслов темата Кој цар си ти? Значи, како се сложува Божиот храм со идолите? Зошто ние сме храм на живиот Бог? Повторно, како што рекол Бог, ќе живеам во нив и ќе одам среде нив и ќе им бидам Бог, а тие ќе бидат мој народ. Тоа е желбата Божја, затоа и Емануел значи Бог со нас. Тоа е Новиот Завет, а Стариот Завет, светињата била со нас, со Божиот народ. Што значило тоа? Повторно исто, Бог со нас, Бог меѓу нас. Бог сакал да пребива, да живее во Божиот храм, тука, среде својот народ. Значи, ако ние сакаме во нас да пребива Божиот дух, тоа е она вистинска заедница со Бога, тоа ще треба да се погрижиме за тој Божи храм. Нема никаква, не треба да се сложува Божиот храм со никакви идоли, меѓутоа внимавајте како постепено оди ова. Значи, предупредувањето од Павле овде е не минувајте многу време со неверниците. Внимавајте со какво друштво се дружите. Зошто? Затоа што ќе навлезете во беззаконие. Тоа води во духовна темнина. Ќе се соедините со Велијал и тоа ќе се покаже во вашиот живот преку службата на идолите. Ќе почнете да им служите на идолите, место на Бога. Сега ова е интересна идеја, ќе разгледаме неколку стихови за да го потврдиме тоа, веројатно и толку време ќе имаме. Сите се раѓаме со крајна цел, тоа е Божјата крајна цел, да бидеме цареви и царици. Тоа е негова крајна цел. Да владееме. Како беше на почетокот, Адам и Ева беа создадени и што рече Бог?
Значи, предходно се создаде цяла планета и сега владеите. Значи. Нормално сега тоа владење треба да се свати соодветно, онака како што Господ сака. Значи, со крајна цел да станеме цареви и царици, значи предходно сме принцеви и принцези. Така треба да живееме животот. Сме гледале некојаш филмови, бајки, не знам, со принцези, со како мали сигурно цртани филмови, ден денеска има за децата. Но ете тоа во некој измислено царство и така натаму, но принцеви и принцези Божии, царско семејство. И децата од мали треба да се учат како да владеат со самите себе, да владеат со мислите, со чувствата и така натаму, со било што во животот, значи едноставно. И сега внимавајте, ќе читаме Откровение 1 глава 4 до 6. Сакаме да потврдиме преку Библијата дека сме цареви и царици. Барем тоа е крајната цел да бидеме. Откровение 1 глава 4 до 6. Јован вели до 7-те цркви во Азија. Благодат вам и мир од оној кој е и кој беше и кој иде и од 7-те духови кои се пред неговиот престол. И од Исуса Христа, ево го тројството овде спомнато всушност, ако гледаме, значи, оној кој е, кој беше, кој иде, Отецот, 7-те духови, тој Светиот Дух, неговиот престол, пред Божиот престол, и Исуса Христа ево, кој е верен сведок, првороден од мртвите и владетел на земните цари. Сега овде, добро, окей, тука може би не е овој стих и така може да се свати, но одиме понатаму. Некој ќе рече овде, ово се земни цари, значи. Нему кој не љуби и кој не изми од нашите греови во својата крв. И 6 стих. И не направи цареви и свештеници, уште, на Бога и на својот татко. Нему слава и моќ во вечни векови. Амин. Што вели? И не направи цареви и свештеници. Па затоа во 1 Петро 2.9 што вели? Царско свештенство. Да, свет народ. Народ придобиен. Господ сака да направи цареви и свештеници на Бога. Откровение 19 глава 11 до 16. Ова е опис на третото Христово доаѓање, кога Исус доаѓа со спасените, со својот народ од озгора, значи, кога веќе нели конечно треба да се уништи ѓаволот и сите оние кои што нели пак ќе воскреснат злите на земјата и кога ќе се спушти новиот Ерусалим. Значи, Откровение 19, 11 до 16. И видов отворено небо и ете бел конј, и оној кој седеше на него се вика верен и вистинит, и суди и војува праведно. Очите му се огнен пламен, а на главата многу круни и носи напишано име, кое никој не го знае освен него. И беше облечен во облека потопена во крв, и името му е Божјо Слово. А небесните војски на бели коњи, кои се овие небесни војски? На бели коњи. Спасените. Се спуштаат, доаѓаат со Исуса. Значи, ова е третото доаѓање. После тие 1000 години. Значи, завршен е секој суд, разгледан е сечи живот, односно потврдено е зашто тие што не се спасени, не се спасени. Облечени во бел, чист лен, ова исто асоцира на праведниците, во Христовата праведност облечени, го следеа. И од неговата уста излезе остар меч за да ги удира со него народите и тој ќе им биде пастир со железна палка и тој ќе ја гази кацата на виното на лутиот гнев на Бога семоќниот. Сега внимавајте 16 стих вели, а на неговата наметка и на неговото бедро има напишано име. Кој му е името? Цар на царевите и господар на господарите. Доаѓаат царевите, доаѓаат господарите, доаѓа неговиот народ облечен во бел, чист лен, небеските војски на бели коњи и така натаму. Нека се тука и ангелите во сето тоа. И неговото име, кој што е напишено на неговата наметка, неговото бедро, гласи цар на царевите и господар на господарите. Јасно е, нели? Кои се царевите? Спасените, ние, да, дај Боже.
Сега еден друг момент, црквата е црква која што се бори, како што вели Елен Вајд, се уште, но црквата треба да стане еден ден Израел. Баш во буквална смисла Израел, победници. Победничка црква. Меѓутоа, Израел значи нешто друго, ако погледнете тамо во конкордансите, да го прочитаме први на оној стихови во Битие, 32 глава, 27 и 28, ова е со Јаков случајот, борбата на Јаков, онаа вечер, кај потокот Јавок. Битие 32, 27 и 28. Сеќавате тука ангелот, односно Исус се бори со Јаков цела ноќ и оној кој што бил претходно се искористил со туѓ идентитет, сеќавате на една моја проповед крадец на идентитети, тоа е Јаков, крадецот, се искористи со идентитетот на својот брат, нели, за да го прелаже својот татко за првенството. И татко му, како беше тамо 3 пати, мислам, го прашува, кој си ти? Исав, кој си ти? Исав. Сега после тие 20 кусур години, борбата на Јаков, и вели, тогаш го праша, како ти е името? Господ го прашува. Оно што се бори со него, Исус. И тој одговара, Јаков. Признава дека тој е тој, измамникот. Јаков. Не е Исав, Јаков е. И оној му рече, од сега нека ти биде името Јаков, а Израел, зашто се бореше со Бога и со луѓето и победи. Значењето на Израел е и тој ќе владее како Бога. Во англискиот превод, го имам овде, 28 стих гласи, да не го читам целиот, а во оној дел кај што вели, зашто се бореше со Бога, во англискиот превод значи како принц се бореше со Бога и со луѓето. А Израел го добива името Израел, и кое што значи тој ќе владее како Бога, ќе биде владетел, ќе биде цар. Но за да владееме како цар или царица, што мораме? Мораме да се совладаме самите себе си најпрво. И оваа борба што ја гледаме на Јаков е наистина една безпоштедна борба, нешто што до некаде наликува на борбата на Исуса во Гециманија, значи борба која што, како што во Евреите вели на едно место, дали сме се воспротивиле против гревот до крв, буквално како Исус, како му капеле, нели, оние капки пот и крв. Тоа е безпоштедна, цврста, силна борба против самите себе, против нашите слабости. Затоа што мора да добиеме чисто срце, мора да се очистиме за да станеме цареви. За да се очисти тој храм од сите идоли, за да може Божиот дух да влезе и да пребива, да живее во храмот. Еве големата борба што вели за Јаков и неговата битка. Јаков победил, како победил? Зашто бил истраен и решителен. Неговата победа е доказ за силата на истраната молитва. Може би имаме некоја слабост на која што илјадници пати сме паднале. Може би сме доведени во очај и си велиме, Господе, нема фајде, значи едноставно не бива. Не ме бива. Ама, ајде да се изразам со оној израз во Римјаните 4 глава за Аврама, како што стои тамо, немајки надеж, имаше надеж во Господа. Значи, моментот е кој што треба да го постигнеме е да комплетно изгубиме било каква надеж, потпора во самите себе. Тука е проблема што го имаме. Ние мислиме дека можеме нешто ние да постигнеме. Јаков направил во своја сила да го добие првенството, иако му било ветено. Па знаеме после цела историја 20 години бегство и така натаму, па искористување неговиот војко и така натаму. Зашто да морало тоа да се случи, ама ете. Тоа е слабоста човечка, тоа сме ние. Сакаме нешто ние да му помогнеме на Господ. Не можеме ние.
Таа истрена молитва, таа борба против самите себе, тоа е најтешката борба, кај што треба едноставно да му оставиме се на Бога, да му ја предадеме волјата комплет. Значи, како во операциона сала, знаете, подпишувате таму срцето да ви го трансплантираат, и што се, после вие не сте свесни, едноставно се предавате комплет, да прават тоа што прават хирурзите, што им е цел, да ви го извадат тоа срце, да ви става друго. Значи, целосна предаденост. Сите што се подпираат врз Божјето ветување на ист начин, ветувањето, кој што му било дадено, значи, подпирање на ветувањето, тоа е верата, кои се сериозни и истрани како него. Значи, ако Господ ветил така, нема лево-десно, нема, не. Господ е сериозен. Господ тоа што го кажал и така е. Ние треба да се подпреме. Значи, ако сме сериозни и истрани како него, оние кои што се сериозни и истрани како него ќе постигнат ист успех како Јаков. Значи, ќе го добие благословот. Го добил благословот, така и ние можеме да го добиеме. Оно што не е подготвен да се откаже од самиот себе, да се понизи пред Бога и долго и сериозно да се моли за негов благослов, нема ни да го добие. Че мора да се откажеме од самите себе, едноставно да се предадеме целост. Токму тоа е и целта, кога паѓаме илјадници пати на едно исто, брат Андреј. Да речеш, не ме била. Мене не ме била, Господа го бива, Господ може, ја не можам. Каква и да е таа славост? Да се бориш со Бога, малци не знаат што значи тоа. Видите што вели цитатот. Таа борба, како Јаков што имал со Бога, да се бориш со Бога, малци не знаат што значи тоа. И ние не знаеме. Може некој знае. Колку малку се оние кои што кога било излегле пред Бога, со длабок копнеш кој силно ги поткренал сите сили на нивното битие, значи буквално со сите сили. Таа безпоштедна борба. Кога душата на молителот ќе ја преплават бранови на очеј, кои никакви зборови не можат да ги изразат, колку ретки се оние кои со непоколеблива вера се подпираат врз Божите ветувања. Со сите сили. Не со дел од силите. Бог е тука да помогне, меѓутоа ние треба целосно да се ставиме во таа борба. Чи мораме да се бориме до крај, мораме одлучно, решително. И на крајот на криштата принцевите, тие кои што треба да станат цареви, и принцезите, кои што треба да станат царици, имаат една голема моќ во себе, а тоа е клучниот момент, моќ на одлука. Тука Господ не се меша. Мислам дека денеска ли беше во полката, кога се спомна тој дел, дека делот одговорот на она прашање зошто Господе се случуваат разноразни работи, несреќи, наверни и така натаму. И заради слободната волја. Заради тоа што Господ ја смета како светење слободната волја на секој од нас. И многу е погубно, ја би рекол дека секојаш, во секој момент кога ние како луѓе не го одразуваме тој дел од Божиот карактер, значи ако вие ја газите слободната волја на некој, значи едноставно не ја почитувате како што Господ ја почитува, тоаш вие не го одразувате Божиот карактер како што треба. Тоа е светење за Бога. Чи можел да ги сопре Адам и Ева уште на почетокот, да ги нема сите овие глупости навак. Ама слободната волја на Адам и Ева, па без слободната волја немате љубов, мислам. Која смисла е? Каква смисла има љубовта ако нема слободна волја? Значи, принцевите и принцезите имаат таа моќ на одлука, моќта на избор. Тоа волјата е одлучувачка сила. И сега со овој цитат тука ќе завршиме, ќе мора. Иако не мора, меѓутоа доволно е. Волјата има владеачка моќ. Ова сме го читале, но еве да прочитаме цитат од Умереност, книгата Умереност, 113 страна. Волјата има владеачка моќ во човечката природа. Ако волјата е насочена на она што е исправно, целото суштество ќе се подчини на нејзината власт. Волјата, вели, не е вкус или склоност.
Сите ние може да имаме, значи, да не привлекуваат некои вкусеви и така натака, па да имаме слабост. Никако да му одолееме на чоколадото или не знам, на швепсот или на било што знаеме дека не дава живот. Но не е во прашање вкус или склоност. Волјата не е вкус или склоност, туку можност на избор. Таа е одлучувачка и владеачка сила, англискиот превод вели владеачка, вели царска сила. Видите како, значи Господ не спрема за цареви, односно и на почетокот Адам и Ева биле цареви, царевите на оваа земја. Со царска сила, волјата, моќта на одлуката, царот одлучува, кој што делува, вели, во човечките синови, наведувајќи ги на послушност или пак на непослушност кон Бога, во зависност од тоа како ќе употребите таа волја. Значи, ако сакаме да бидеме цареви, мора да имаме цврсти одлуки, мора безпоштено да се бориме, значи, против самите себе си, да целосно му се предаваме на Бога. Значи, да речеме, избирам да јадам од сега ова и точка. Не е едноставно, и тоа не е само еден ден, тоа треба секој ден да биде. Таа борба со апетитот е секојдневна, борбата со нашето јас е секојдневна. Да не јадам она, ја ќе го јадам ова, нема да го јадам тоа, и така натаму. Че тоа е таа борба. А Господ е тука да помогне, ако го повикаме нормално. Нека му е слава нему, не спрема, значи, навистина за нешто прекрасно, нешто убаво. И замислите си цареви и царици на новата земја, кој што не можеме да сватиме каква убавина, значи таму не чека, кој што ќе биде центар на целата вселена, кој што ќе биде и Божиот престол. И сега ќе се бори некој за власт, за сила, за не знам, за моќ на оваа земја овде, за некоја парче територија таму. Не знам, нека е и Донбас и не знам што и да е, како сакате наречете. Зарем се испушта таква слава, таква привилегија, таква можност. Ама нормално, оние кои што се со телесни мисли, оние кои што ја сваќаат власта, како што не треба да се сваќа, односно како што Господ не сака да ја сватиме, постапуваат така како што постапуваат. И тие, ако им зборувате за такви некои работи, како што е овде, ги зборуваме, ќе рече, немој да фантазираш сега. Тоа си фантазии. Тука, ова е животот, тука ако можеш да грабнеш повеќе злато, сребро, ресурси, ово на тука да уживаш. 50, 60, 70 години. И тоа ли е живот? Биди најбогатиот, биди не знам, се имај, како што нели ѓаволот сака да има се, и што на крајот? Како беше, можеш ли да ја спасиш душата ако... Ајде, подсетите ме. Мен не ми текнува сега, се измори веќе. Не. Што можеш да дадеш за душата? Што вреди ако го добиеш и целиот свет, а на душата своја и напакостиш? Така е. Благодарам. Тоа е стихот. Нека Господ не води, нека Господ не благослови, нека Господ ни помогне во нашите битки и нашите борби и од тие принцеви и принцези да станеме цареви и царици. Амин.